Благодарам, председателе. Почитуван колега Адеми, ги спомнавте само ставките каде што има благо покачување. Се осврнавте дека со реалокацијата на овие средства се подржуваат учениците и студентите и каде се зголемува буџетот во образовниот систем. Па еве јас довено дополнам. Очајна е состојбата со ребалансот и во образовниот систем. Имено, со ребалансот на буџетот власта скрати 21 милион евра од ставките за образование. Само од парите наменети за развој на образовниот систем на основците се кратат 5 милиони евра, а во средното образование 2,2 милиони евра. Скратени се парите наменети за реконструкција на студентските домови, така да не сакам да зборувам за ветениот студентски град во програмата од 2016 година. Тоа никаде не постои, нити лопата не е фрлена, но ќе продолжам понатака. Понатака, на нош оди изградбата на објектите на Финки и ФФК. Се отиде до таму што скратени се претходно планираните средства за оваа намена. И не е само за овие два факултети кои се вечни подстанари. Минусирани се цели 11,6 милиони евра наменети за функционалното образование на академскиот граѓанин. Со ваквиот ребаланс и ваквото неодговорно и дезориентирано владење, власта продолжува да го дотепува системот што треба да ја гради нашата држава. Почитувани, треба да си подадеме рака и да работиме на мерки кои што реално ќе го подобрат животот и на учениците и на студентите. Па во таа насока јас би ви предложил 3 мерки, затоа што над 40.000 ученици не можат да се дозволат опрема за да следат онлайн настава. Затоа ви предлагаме привремено да им се дадат на користење компјутерите од училиштата на децата од семејства со нисок доход и државата да субвенционира интернет пристап со цел да можат непречено да следат наставата. За студентите, оние кои доаѓаат од семејства со ниски примања, да им обезбедиме ваучер од 12.000 денари за купување на електронски уреди, исто така за да следат наставата. Исто така, во поглед на основците, да им вклучиме на оние кои што посетуваат физичка настава, да им овозможиме на децата топол оброк до крајот на учебната година. Еве, ви давам конкретни 3 предлози, кои што се надевам ќе ги земете во предвид за буџетот за 2021 година и реално да помогнеме и на образовниот процес во ова време на пандемија. Благодарам.